Благодарам, почитувани присутни, за жал малку, почитувани граѓани, почитуван министар. Буџетот за 2019 е најголем досега и е и во износ од 3,7 милиарди евра. Секој буџет навистина треба да биде социјален, како што истакна министерот Тевдовски, и за овој буџет, но колку е развоен, можеме да се увериме преку проектираните средства за капитални инвестиции за проекти од суштинско значење за граѓаните. Самиот факт дека во еден месец имавме и ребаланс на буџет и буџет покажува како ја водите државата во делот на економијата. За жал, направивте проекција на економскиот раст од 3,5%, но сега на крај на годината оценувате дека ќе заврши со 2,8%, за уште поверојатна и порелевантна да е проекцијата на Меѓународниот монетарен фонд од 1,6%. Ова е доказ за вашите всушност нереални проекции на буџет кој не е економски оправдан. Повторно и за 2019 година одите со мегаломански најголем буџет, за потоа да можете со ребаланс да измените, да скратите, да додадете ставки, да смислите нови, каде ќе реалоцирате средства, бидејќи немате за жал реализација на капитални инвестиции. Во изминатиот период имате најслаба реализација на капитални инвестиции од 31%, за да со ребалансот имате 41% дури. Преамбициозна е проекцијата на министерот Тевдовски за раст на економијата во 2019 година на 8,5% поради извозот, но доблесно и честно ќе беше да се каже дека тоа би се случило благодарение на директните странски инвестиции во технолошко-индустријско развојните зони почнати во време на претходната влада на ВМРО-ДПМН. Тирзовите всушност се проекти каде има најмногу вработување и со кои што се зголемува потрошувачката. Понатаму, имате проектирани 9,5% поголеми вкупни приходи во однос на 2018, а тоа всушност ќе се направи со зголемување на даноци, зголемени акцизи и стапки на придонеси. Предвидувате за жал зголемување на плати за 5,7% или 1,5 милиарда повеќе во администрацијата, и за ова не е мотив подобрување на стандардот на администрацијата, туку вашиот популизам во пресрет на изборите наредната година. Во делот за земјоделие, во експозето на министерот има само една реченица дека субвенциите во земјоделството, како и значителниот износ на средства од ИПАР програмата ќе обезбедат негово натамошно зајакнување и поддршка со цел зголемување на производството и извозот на македонските земјоделски производи. Но реалноста е дека субвенциите на земјоделците се намалуваат, а се зголемуваат социјалните трансфери за 6,9%. И тоа се однесува на најсиромашните слоеви на граѓани, а видовме и како заврши во однос на пласманите на производите на земјоделците, видовме како заврши родот на земјоделците во 2018 година. Со ребалансот на буџетот кратевте средства скоро во сите области кои се од големо значење за граѓаните за нивното секојдневно функционирање. Проектите за водоснабдување ќе се намалат за 500 милиони денари, во културата за 400 милиони денари, за гасификацијата имате 1 милиарда повеќе, но со темпото на работа ниту ова нема да го реализирате, а гасификацијата всушност требаше да биде приоритет баш поради загадувањето во земја. И затоа што немаше реализација на капитални проекти во 2018 година, останаа средства од околу 200 милиони евра во буџетот за 2018 и затоа реалоциравте во локалните самоуправи, без при тоа да одредите приоритети во самите општини. Потоа реалоциравте средства за подигнување на ученичкиот стандард, за покривање на режии од струја, вода и сметки во ученичките домови, иако заменик министерот за образование господинот Петар Атанасов на Комисијата за образование кажа дека домовите всушност добро работеле, дека повеќето од нив немаат долгови, дури поединечно ги читаше со нивната финансиска состојба. И овдека се наметнува едно прашање, зарем со ова реалоцирање на средства не мотивирате понатамошно некоректно неработење на раководните лица на тие домови, без при тоа да одредите приоритети. И во вашата програма за предвремени парламентарни избори во 2016 година ветувавте квалитетен образовен систем и најмодерни објекти. За сега во новиот мегаломански буџет за 2019 предвидувате помалку средства во клучните сегменти во образованието, отколку што предвидувавте лани за 2018 година.
Оваа година за 2019 всушност предвидувате помалку пари за ученички и студентски стандард, наука за изградба и реконструкција на студентски домови во однос на она што го предвидувавте лани ова време. За волја на вистината ќе зборувам со бројки. Лани за ученички стандард предвидувавте 6,7 милиони евра, а за наредната година сега предвидувате 5,9 милиони евра или скоро милион евра помалку. Во предвидувањата за студентскиот стандард, дека ќе биде, за кој ветувавте по европски примери, рамо до рамо со европските студенти, лани се планираа 14 милиони евра, а за наредната година кратите во предвидувањата и планирате 12 милиони евра или за 2 милиони евра помалку испланирано во однос на минатата година за поткренување на студентскиот стандард. Се крати и во однос на ланските проекции на буџети за изградба, реконструкција на студентски домови кои прокиснуваат секојдневно, кога ќе заврне заради негрижата на власта. Во буџетот за 2018 година планираат 4,4 милиони евра, а во проекцијата за буџетот за 2019 3,9 милиони евра или половина милион евра помалку. Понатаму, имате повеќе пари за универзитетите, а помалку за ученички и студентски стандард. Годишниот предлог буџет за образование и наука за 2019 година е за околу 1 милијарда денари поголем од ланскиот. Вкупниот буџет лани изнесуваше 25 милијарди денари, а годинава нешто повеќе од 26 милијарда денари. Дури изголемувањето на платите на просветните работници од 5% што го направивте, предизвикавте лавина од незадоволство кај просветните работници кои што бараа да им се зголемат платите од 1 јануари 2019 година, а да не биде тоа од септември 2019. Затоа баш поради несигурноста на младите и лошата економска состојба во државата, имаме намален број на студенти во новата академска година. На стартот на новата академска година 2018-2019 година беа доделени 13.320 нови индекси, од нив 2.000 студенти се запишани на приватните универзитети, а останатите ќе студираат на државните. Во споредба со изминатите 2 години, бројот на запишани студенти се намалил за 2% и оваа година академска најмногу студенти има запишано на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство, односно 930 студенти. На Државниот универзитет во Тетово оваа година ќе има 2000 бруцоши на 65 студиски програми, а точниот број ќе се знае по завршувањето на третиот уписен рок, но и овдека се забележува тренд на намалување на бројот на студенти за негде 100 помалку од лани. Новата академска година почна со измени на Законот за високо образование, кој предвидува враќање на автономијата на универзитетите и создавање на простор за научни истражувања и зголемување на нивото на уметничко творештво. Но за жал, со новиот Закон за високо образование, вие го ставивте под контрола студентското организирање, а бевме сведоци минатите години претходни на организирани демонстрации, организирани пленуми за правата на студентите и сега за жал сите тие барања на тие протести и пленуми со Законот за високо образование паднаа во вода. Затоа пак енормно расте задолжувањето на нашата држава и владата на почетокот на оваа година се задолжи со еврообврзница од половина милијарда евра, за која само по основ на камати треба да се платат 96 милиони евра. Истовремено расте и јавниот долг. Вкупниот јавен долг на Македонија на крајот на вториот квартал од 2018 година изнесува 48,8% од бруто домашниот производ, што представува зголемување за 0,6% во однос на претходниот квартал, и тоа го покажуваат најновите податоци на Народната банка. Со забелешка за јавниот долг се произнесе и Меѓународниот монетарен фонд во последниот извештај за фискална транспарентност. Оттаму велат дека јавниот долг се зголемува и без да има потреба од финансирање на буџетскиот дефицит, а тоа не е прецизно наведено во државните финансиски извештаи. Во заклучоците исто така стои дека Македонија вложила напори за подобрување на своите практики за фискална транспарентност и дека е постигнат напредок на тоа поле, сепак фондот на крајот дава низа препораки за зголемување на јасноста во планирањето и трошењето на јавните финансии. Разликите во клучните фискални агрегати помеѓу извештаите на државата и статистичките извештаи не се објаснети и ниеден извештај не објаснува како промената на државниот долг
може да не се доведе во врска со буџетскиот дефицит, што е важно со оглед на тоа што во неколку години имало значајни промени во долгот што произлегува од други фактори, а не само од потребите за финансирање на дефицитот, стои во извештајот на Меѓународен монетарен фонд. Падот во градежништвото ја урива економијата. И еве податоци од релевантен извор, односно според Државниот завод за статистика, вкупната вредност на договорените градежни работи во странство изнесува 917.499 денари, што е за 54,6% помалку во споредба со истиот период од претходната година. Градежниците бараат владата да ги поддржи компаниите за да настапат на странските пазари. Во наведениот период, Градежната оператива од Република Македонија во странство извршила градежни работи во вкупна вредност од 698.072 денари, што е за 4,9% повеќе во споредба со истиот период од претходната година. Причина за намалените договорени градежни работи е тоа што проекти на македонските компании во Босна и Херцеговина, каде што се најактивни, се во завршна фаза. Од Сдруженијето на градежници при Стопанска комора на Македонија не се оптимисти дека до крајот на годинава бројките ќе тргнат во горна насока. Според податоците на Државниот завод за статистика, исто така во јануари во 2018 година, всушност за цела година имаме намалени бројот на намалени одобренија за градење. Во јануари 2018 година се издадени 189 одобренија за градење, што е за 48,6% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 2.412.194 денари, што е за 54,1% помалку во однос на истиот месец од претходната година. Бевме сведоци на амандманската расправа на Комисијата за финансирање и буџет, дека ние предложивме всушност амандмани за буџетот во 2019 со проекти од програмата на вашите градоначалници за локалните избори и не прифативте за жал ниту еден од нив, освен 7 амандмани за пречистувачи на воздух. Во општината Газибаба имаше ветено многу амбициозни проекти од страна на градоначалникот од СДСМ кој што е сега. И при тоа исто така ние предложивме амандмани и тоа за проекти кои што ги имаше во неговата програма за локалните избори. Така, например, амандманот за пешачки мост кај местото Керамидница експресно се одби. При тоа, за жал, добивавме едни исти одговори од вас и од вашата заменичка министерка, дека треба општините да изработат или проекти или да аплицираат. А сепак со овие проекти кои што ќе помогнат во растеретување на сообраќајот кој што се прави на влезот во автокоманда, на влезот во Скопје во автокоманда секојдневно. Потоа имавме амандман освен за пешачкиот мост, имаше проект вашиот градоначалник за улица помеѓу Бутел и Аеродром. Мислам помеѓу Газибаба и Аеродром, исто така не е прифатен. Потоа во програмата на градоначалникот имаше ветувања за изградба на градинки во Керамидница, во Инџиково, Стајковци, Сингелич, но ниту една не е изградена, ниту па ги проширивте капацитетите на постоечките како што ветивте. Имаше ветувања дека ќе се реконструираат улиците Перонаков, Благоја Стевковски и тоа се баш во програмата на градоначалникот Борче Георгиевски. Потоа има реконструкција на улицата Гемиџиска во Железара, Финска, Палмиро, Толјати и така натаму, но ништо од тоа не е почнато. За жал, одбиен беше амандманот и за атмосферска канализација во местото Триангла. Имавте скратување и во ребалансот на буџетот и во буџетот имате намалени средства во делот за фекални атмосферски канализации и водоводни мрежи, а и како се насушни потреби се тие во местата во Булачани, во Брњарци за водоводни мрежи. Замислете, во 21 век луѓето немаат питка вода, значи само техничка вода имаат. Потоа фекални атмосферски канализации со пречистителни станици во местата од Трубарево, Ергеле, Јурумлери и до Дрма, затоа што во тој дел секојдневно функционираат на отворени одводни канали кои што
за кои што треба средства за да се одржуваат и пречистителни станици, за да не се загадува и животната средина за нивни поквалитетен живот, но ништо од тоа ниту е реализирано, ниту пак прифативте во делот на буџетот. Благодарам.